56. Така? Доаѓам скоро. Аха. Овдека е 57. Да. Кај имам 57. Доаѓам скоро. Есло. 56 доаѓам скоро. Doaѓam skoro, doaѓam skoro, doјди мили Исусе во моето срце. Дојди мили Исусе во моето срце. Еве ќе дојдам скоро и со мене отплата, секому ќе дадам според делата, колку љубов во срцата. Секому ќе дадам според делата, колку љубов во срцата. Кој е жеден, нека дојде, кој сака, нека земе, од живата вода дару, сакам мил Исусе, од живата вода дару, сакам мил Исусе. Алелуја, алелуја, слава тебе Исусе. Алелуја, слава тебе Исусе. Христе Боже, јас те љубам Исусе, за секогаш во моето срце ти насели се, ти ми даваш сила, љубов, мир и победа во се, и во радост ке ти служам, ти си внатре во мене. Во радост ке ти служам, јас те љубам Исусе. На колена пред Исуса, ти мало старо, возлюбено. На колена пред Исуса, Исусово, за секогаш, Исусе, за секого, Исусе, насекаде, Исусе, за секогаш, Исусе. Христе Боже, јас те љубам Исусе, за секогаш во моето срце ти
se, Hriste, ti mi davaš sila, ljubov, mir i pobeda od sve. Ivo radost, gdje ti slušam, mislim na trevo mene. Ivo radost, gdje ti slušam, ja se ljubam, Isuse. Na kolena pred Isusa, ti malo staro, pozljubeno, na kolena pred Isusa, ti malo staro, Isusovo, zasekogaš, Isuse, posekogo, Isuse, nasekade, Isuse, zasekogaš, Isuse. Slava ti, Gospode Isuse Hriste, slava ti, Isuse. Slava ti, Gospode Isuse Hriste. Čekaj se ovako. Dajte Ajde. još jedno šišu piva. Slava ti, Gospode Isuse Hriste. Te sakame, Isuse, ti blagodari me. Sobrani smo u Tvoje ime. Tatko na site, dobri od Tatko, вечната љубов, собрани сме во името на Твојот Син. Еве, сите прегрнати во Твојата љубов, го повикуваме името Исусово, со сето срце, со сиот разум, со сета душа. Господи Исусе Христе, дојди во нашите срца, ние ги отвораме срцата, да не наполниш со сила од озгора, со Твојот мир, со Твојата љубов, и согласни сме и Ти ги даваме клучевите од нашите срца, дека Ти треба да не водиш, Духот Твој да не води, да не исцели, да не утеши, да не облече во сила од озгора, да не облече во љубовта, да бидеме родени во Духот, родени во љубовта, од десната страна, во силата на царот на царевите, на првиот и последниот, Алфа и Омега, во силата на името над секое име, Господе Исусе Христе, сите заедно велиме не за сатаната и смртта, да за Исус во моето срце и душа, во овој дом, во нашите семејства, во се што имаме, предаваме се во Твоја собственост, се враќаме во Твоја собственост. Господе Исусе Христе, во името на Господ Исус Христос го врзуваме сатаната и сите демони, сите духови на злото, што се сега во било кој еден од нас, во Вибер групите и сите што сме сплотени во Твојата љубов, ги изгонуваме сите сатански и демонски сили, им забрануваме да се вратат и велиме бегај од нас, сатано, во името на Господ Исус Христос. И денеска нека слезе Твојот дух, ако сум син Божји, ако сме синови и керки Божји, да слезе Твојот дух, врзна со околу нас, да доживееме водна бања по Словото, да научиме да ја живееме Твојата сила, Твојата љубов, која никогаш не престанува. Нека секое слово биде распламтен дух, распламтен оган, кој сече, кој е поостро од секаков меч, кој не се враќа празно и се исполнува. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Слава Ти, Исусе. Читаме од Лука 18 пред поуката, од првиот тамо до 17 стих. Исус ги поучува со параболи. Ние мора да разбереме дека приказните што се овде во Новиот Завет, кој е слово, кој е живо слово, кој е дух и живот, значи не е тело, се во параболи, раскажани се на еден начин како на децата што им се раскажува, да разберат.
полесно, во таа состојба во која се, во тој ум колку што им е отворен, да разберат што сака да им каже небесниот татко. Значи парабола секогаш да се молат и да не паѓаат со духот. Значи тој им кажа секогаш да се молат, секогаш да не паѓаат со духот. Кога имаш некој проблем, не се молиш само еднаш па чекаш. Не отстапуваш, се молиш. Тврда вера е постојано да се молиш, да не сопираш. Значи во некој град си беше еден судија. Ние имаме судии. Нели? Знаеме во Македонија како се суди. Кој од Бога не се плашеше. Видете, не се плашиш до оној момент кога ќе почнеш да ја губиш силата, кога ќе почнеш да доаѓаш на крајот, кога ќе треба душата со духот да се оддели, ти почнеш да го гледаш духовниот свет. И децата на почетокот го гледаат, бидејќи тазе се влезени, душата нивна во духот е влезена во тело и треба да се навикне, се уште некои осети се оставаат, зошто знае Исус, и кога ќе почнеш да гледаш дека ти се приближува времето, ќе почнеш да се плашиш. Значи не се срамеше судијата од Господ, ниту се срамуваше, ниту се плашеше. Во истиот град живееше една вдовица, тоа може да биде жена на вистина, но може да биде заедница која нема водач, како што е во Македонија. Многу заедници немаат маж, зашто тој вели кој ти е маж, имав еден маж, имав друг маж, се сеќавате на Самаријанката. Имав трет маж, маж вели тој, духовен маж. Исус го бара. Не оние мажи кои се смртни, значи немаш маж, имаш маж, ама немаш целата суштина. Исус е младоженецот, ние сме невестата, нели, која велеше заштити ме од мојот противник. Ова што ми го раскажуваше Стојан Герасимов од Пиринска Македонија, кој велеше светот беше полн со неправда и јас ја барав правдата. Тој виде како, например, во Бугарија убија двајца македонци пред 20 на 30 години, повеќе можеби, само затоа што пееле на игранка песни. И тој бараше правда. Стојан Герасимов, значи овде ти го вели, заштити ме од мојот противник. Таа бара правда од телесни луѓе. Пазете сега, но тој долго време не сакаше, и еве како размислува телесниот човек, иако од Господ не се плашам, не се срамам од луѓето, бидејќи не ми дава мир, ќе и помогнам. Пазете, тоа е со тврдо срце. Он вели, Бог го љуби, оној што од срце дава. И Стојан потоа сваќа дека правда има само во Исус. Во светот нема правда. Тој ќе те затруе, ќе те огорчи, ќе те натера да мразиш, да вратиш со зло, да извадиш пиштол, око за око, зап за зап, да пресудиш самиот, гледаш многу неправди и не можеш да издржиш. Господ вели, гледајте како несправедлив судија вели, ај дај му некој денар, нека помине. Видите, ти му фрлаш нешто како на некое куче, како на нешто што е подолно, и тој вели, зарем Господ нема да ги одбрани своите избраници? Да, ако си избраник, ќе те одбрани од се. Мораш да бидеш избраник. Избраник значи ти да го избереш и да не се пушташ. Но ви велам, ќе го одбрани Синот човечки, ги кажува оние стихови познати, кога ќе дојде, ќе најде ли вера на земјата. На вистина е прашањето. Ние гледаме дека нема вера во заедниците. Се виде кога беше ковидот, сите се разбегаа. Свештени лица од разни деноминации велеа дека треба да се вакцинираат луѓето, место да повикуваат на пост и молитва. Одиме понатаму. Фарисеот и цариникот, два типа, значи имаме на молители, на луѓе што мислат дека се во Бог, беа уверени за себе, значи дека се праведни, ги презираат другите, оние што се уверени дека се праведни, ги презираат другите што не се во Исус, ние сме праведни, ние сме спасени, за нив зборува, два човека има такви. Влегоа во храм да се помолат. Убаво го раскажува ова, едниот е фарисеј, значи обучуван свештеник, го знае словото, брзо е манде. Едниот е фарисеј, го знае словото, обучува, знае дека има живот после смртта, садукеите и друг, а другиот е цариник, пазете. И како се молат, кога застана фарисеот како се моли. И ние треба да го разликуваме тоа. Боже, не вели татко, ти благодарам што сум спасен, што не сум како другите луѓе, што не сум лажго, што не сум праведлив, не сум прелюбник, како еве овој цариник. Ете, цариник е човек кој царини. Ти царинам ти што си ми рекол, јас ти царинам тебе, ти си ми рекол ова, тој ми рекол, јас му враќам. Тоа е царина. Не е само материјално, му враќаш збор за збор, му памтиш зло.
Ете, цариници има многу, но пазете, цариникот како вика, овој фарисеот, постам 2 пати, давам 10 и така натаму, јас сум спасен и тој мисли дека е така. А еве го како се моли цариник, можеме и ние да бидеме премин од фарисеј кон цариник, не смееше очите да ги крене. Пазете, тој значи покажува однос. Ние кога се собираме овде, дали сме свесни дека слегува слово од семокниот Бог, се излева тука да не учи сите и мене ме учи, бидејќи јас сум само сад, не е тоа од мене. Пазете, не смееше очите да ги крене, се удираше во град и велеше Боже, бидејќи така знае, ние велиме татко, биди милостив спрема мене. Ти го знаеш што е момент. Тие учат, јас сум праведен, еднаш сум спасен, за секогаш спасен, ние сме најдобрата црква, свето православие, а тој е болен. Ние го имавме случајот сега со нашиот пријател од Австралија. Тој е болен, неговиот учител, како што го вика даскалот, и тој е болен, 500 операции на работна смртта, се молиме, ние се оправа и се враќа во тоа. Падете сега што му вели. Боже, би милости спрема мене грешниот, и сега кој е тој што знае да се моли? Која е суштината? И ние кога ќе застанам, Господе вака, Господе така, Господе да, Господе да, Господе. Не, него едноставно викаш, татко, во името на Исус, ти благодарам и те молам. И тоа уни се неколку зборови. Значи, тој отиде, цариникот отиде оправдан. Тој што царини. Царинењето е почетна позиција на овој што е бара правда. Значи, ти си ми направил зло, тој ми направил зло, и јас царинам, се нервирам. Кога ќе сватиш дека треба да не враќаш, не стануваш, не си веќе цариник, оправдан си, кога велиш Боже, биди милостив спрема мене, помогни ми да простам, да не царинам, да не наплаќам. И ние го гледаме тоа, и третата фаза е што го објаснува, кај него донесува мали деца да ги допре. И ние знаеме што се деца, учениците штом ќе ги видат им забранува. Ние имаме деца реални, кои се мали, и ние навистина се грижиме. Ние сме родители и се грижиме за нив. Ние нема да ги оставиме ни било што да направат. Замислите таткото небесен како се грижи за секој еден од нас. И потоа вели, оставете ги децата да доаѓаат кај мене. Не ги спречувајте, на таквите е Царството Божјо. Кој нема да биде како ова дете, нема да влезе во Царството Божјо. Што е дете суштинско? Дете е верник кој е спремен да учи, кој е како дете чека од отецот. Тој е спремен да учи и тој го оставаме да доаѓа. Кога ти ќе пораснеш, не ќеш да учиш, не слушаш, ти си имаш своји ставови, ти си пораснал, ти си возрасен, имаме и такви. И тие си заминуваат. Не ќе да биде веќе дете, он учи, он знае, он е фарисеј, он царини, он знае дека е спасен, нели? Пости, дава 10 и така. Тој не е дете, тој не доаѓа. Само децата доаѓаат. Јас кога сум спремен да учам, јас сум дете, јас сум негово дете. Татко, доаѓам пред тебе. И чекам од татко ми, кога ќе ме боли нешто, викам татко во името Исусово. Разбирате што е тоа дете? И сега имаме случај, ти му викаш вака, тој не е така, ти си крив, ние сме криви. Ние имаме заедништо служба, се случува нешто, ти седиш таму, не си дошол нееднаш, нас не обвинуваш. Ти не си веќе дете. Ти си возрасен, ти си сега цариник, стануваш фарисеј, ти мислиш ти си спасен, ние сме во грешката. Ете тоа е тоа. И не ги оставаме тие, не ги остава духот да доаѓа. Го разбирате ли што е дете? Ете тоа е суштината, ако го разбереш ова, кога ти сакаш да учиш се уште, да слушаш, да се менуваш, ти си дете. Ти не ќеш да се менуваш порасна, сега он е самоставен, или како се викаме ние, она зрелост кој ќе наполнеш, матура и готово, ти си сега сам ќе си решаваш, да. Ама дали ти кажа родителите дека ќе одговараш за секој збор, за секоја постапка, за секоја мисла. Ете тоа се децата. И ние имаме деца. Додека сака да учи, ќе биде дете. Кога нема да сака, ќе обвинува, ќе осудува, нам ќе ни кажува како треба, ќе ни ги бара рската во окото, а гредата во своето не ја гледа. Не си веќе дете, не си за овде. И не те оставаме да доаѓаш, бидејќи духот те изгонува. Марко 8:30, 33. Исус му вели на Петар, ова е познат стих, ќе го обработиме уште еднашка, бегај од мене сатано. Претходно нели му рече на овој камен, на Петар, бидејќи тој во духот зборуваше, кој сум јас, ти си син на семокниот Бог, тоа ти го кажа духот, ќе ги изградам црквата, а потоа неколку реченици, после неколку стиха му вика, бегај од мене сатано, зашто мислиш не на она што е Божјо, на она што е човечко. Овде добро се разликува што е тоа сатанското.
Значи, точно се кажува, мене ми вели еден, кај пишува дека сме ние паднати со сатаната. Па пишува сатаната е паднат. И еве овде вели, бегај од мене сатана, на Петар му вели, на апостол. Мислиш на тоа што е човечко. Човечкото е сатанско, добро го одделува, ова се поврзува со она дека две стела има на земјата. Тело Исусово мало стадо и тело човечко или сатанско, ѓаволско или телесно, како ќе го наречеш. Петар не си замина, тоа е доброто. И имаме луѓе ќе им кажеш вака си правил тоа, не сум правил, ти си крив, значи не си дете и ти си заминал. Ќе му кажеш треба да промениш тоа, ќе изгинеш човеку. Кога ќе му кажеш ќе изгинеш и бега и после 2 години ти се јавува дојди помош, не знам што. Па нели рековме дојдете на молитва. Тие ќе заминат прву. Пазете што му рече. Јас го давам пак примерот со мојот колега Ѓуровски. Јас му си развикав тогаш, ме донесе, ме изнервира. Бегај од мене сатан. И му го дадов стихот, бидејќи има отворено срце, го прочита и уште ме сака. Тој друга приказна е со него. Сакам да кажам, тој не побегна, христијанин бега, значи Петар не побегна. Зошто ти не бидеш Петар? Ако бидеш Петар, на тој камен ќе ја изгради црквата. Ако не си Петар, ти ќе бидеш цареник и нема да бидеш дете, ќе пораснеш и како што рече, значи како беше, кој нема да го прими царството Божјо како дете? Ти можеш да го примиш Исус, да сакаш да учиш. Заре мислите дека ние знаеме? Јас ништо не знам, мојата почетна позиција, јас не знам ништо. Не знам без него, не се осмелувам да дискутирам нешто. Значи човечкото е сатанско. Потоа се стиховите кои исто така, кој сака да врви по мене. Исус вели да одиш по него. Нека се одрече од себе. Значи да одам по Исус, да се одречам од себе, важен момент. Да се одречам од себе, да се одречам од сатаната. Некогаш тие стихови бегај од мене сатано се однесуваат внатре на тоа што е во мене, како што вели апостол Павле, тоа што е во мене не ми дава да правам добро, сакам, нели? Ама тој бара сила, тогаш Исус да живее. Самиот треба да си викаш, некои помисли што ќе доаѓаат, некои постапки добро да ги одделиш кога се човечки. Да се одрече од мене, од себе и нека го земе крстот свој. И тоа е битен момент. Дали го земам крстот свој? И нека оди по мене Марко 8:34. Значи да се одречеш од себе, да се предадеш во Исусови раце и водство, ова го кажуваме постојано, да го распнеш стариот човек, паднат телесен човек, да го земеш крстот. Исус им вели, можете ли да се крстите на мајката на Заведевите синови кои сакаат да седнат од десната страна со крстението со кој јас сум крстен. Он се откажа од себе и од Божјата природа стана човек, син човечки, но духот го водеше. Да раскрштиш со стариот, да примиш Исусов идентитет. Ова е реално, да бидеш дете, да те учи тој. Да постапуваш како Исус и под негово водство команда. Тоа е целата суштина, да одиш по него да одиш, не по себе си. Јас ќе правам тоа и тоа, по него, негова волја, мали постапки, зборови, он да зборува од тебе, да го предадеш, вратиш животот во негова Исусова припадност и собственост, секако тој ти го дал, ти му признаваш, тоа е тоа суштина, татко погрешив, таа позната слика, парабола, погрешив пред тебе и пред небото, синот го потроши сиот свој имот, што имаш ти всушност, тело и душа и време на милост, и доаѓаш пред таткото како дете и му велиш погрешив пред тебе и пред небото, за Царството Божјо, и тој вели потоа се мое е твое. Го дискутиравме. Има, например, деца во некои состојби разведени, ова бара имот, а ти не можеш ако не застанеш и кажеш подобро ти е духовниот имот да го имаш, да кажеш погрешив пред тебе и пред небото, тогаш се мое е твое. Постанува во гревот, не ти го решава проблемот материјалната богатство на земјата, не го решава. Имаме такви многу примери, значи Исус даде откуп, плати тој, не откупи, не купи од сатаната. Значи, ние не припаѓаме веќе, но ако го прифатиш ти тоа, ние не можеме да платиме самите, ни треба многу време. Многу време и се виде, значи, колку генерации таму, 14 по 3, израелците со 10 Божји заповеди
ништо не направија, комплетно, бидејќи немаат љубов, без Исус е ништо, и го распнаа, како што рече господарот на синот на господарот на лозијето, таткото и Исус, го убија да му го земат лозијето. Лозијето ќе помине низ оган, го распнаа Исус, тоа направија фарисеите, цариниците. Катастрофа направија. Значи, ние не можеме да платиме самите, со неговата крв, тој плати за нас. По 38 стих ни вели, не се срамете од мене. Кога ти ќе го примиш вистински во срцето, ти ќе го доживееш, они вели да влезеш во неговиот спокој, на едно место ќе ја примиш таа љубов која ќе ти дава стабилност, нели? И од зборовите негови ќе зборуваш во еден дух со него, Марко 9:17-29. И се одиме втората работа, што сакам да го отвориме, што е важен, намерникот го носи кај Исус својот син кој има нем дух. Значи, може член на семејство да однесе друг кој не може да дојде, значи има нем дух. Духот што му прави го кутнува, го запенува, крцка со зъбите, се здрвува. Ние го знаеме, тоа сме гледале, сме имале тука одредени, имашме Стефан, имаме и други примери, им се случува таков настан. Учениците Исусови не можат да го изгонат тој дух. Ова е важно да го разбереме. Пазете, Исус им вели, о роде безверен, значи се однесува пред се на овие 12, без Јуда, тука апостол Павле не е, а тој е најдобар од сите. Значи, тој е онај момент, зашто апостол Павле не е ни на вечерата, не е подучуван директно од Исус, но тој е најдобар, бидејќи 13 глави излегоа низ него. Тој е онај момент кога вика првите што дојдоа во лозијето, 2 денари и последните им даде 2. Зошто му даваш на тој најдобро? Не знам. Али пазете, Савле беше првин цариник, па фарисеи. И ние, пазе, ако беше Ананија и речеше не одам таму, тој е убиец, ги гонеше христијаните. Таткото знаеше што има во неговото срце, му се јави само во дух, јас сум Исус кога го прогонуваш и веднаш прими служба. О роде безверен им вели, до кога ќе бидам со вас, до кога ќе ве трпам. Да не станеме ние таков род безверен. И го кажува стихот, за да се исцели што треба. Доведете го кај мене. Ова е тоа што е битно. Дали ти човекот го исцелуваш, само му се молиш, нема време он да слушне за Исус и си заминува. Не мораш да го доведеш кај Исус за трајно исцелување. Тоа ние, например, сме се молеле, ќе си ја дувне. Седеше, не излегуваше од дома, се дувна, не кажа ни фала. Дојде од друга земја, тешка депресија со демони, се исцели, не дојде да се видиме, не сме се видели. Друг дојде, четврт замина, овој си замина, овој се помоливме, не дојде, да дошол година дена, не се јавува. Пазете го тоа, ово род е безверен. Не можеш да го донесеш, ние се молиме. Еве денеска ви пуштив пример, 100 пати, беше 2 пати се помоливме, оди таму дава пари по психијатри, по техники, гешталт, не знам вакви дишења, нема да помине тоа. Исус е само доктор. Пазете го моментот, доведете го кај мене. Не е поентата да го исцели човекот, да го донесеш до Исус. Ако тој не ќе да го зграбчи Исус како жената, ако се допрам до него, ќе се исцелам. Нема да се исцели. Има моменти кога не е заслужено, по неговото сценарио, по неговата волја се случува тоа. Исцелувањето е во втор план, доведете го кај мене 9:19, го носат кај него. Ние имаме случај, пак ќе го речам тој пример. Ако ние седиме дома и не можем да доаѓам. Знам, може би од гледна точка ќе речете што ми се случува мене. Дали го носат човекот фатен во постела и го спуштаат низ кровот? Зошто е тоа напишано? Не сум го напишал ја. Покажува четворица се фатиле и го донесоа и Исус го исцели. Низ кровот го спуштија, бидејќи имаше народ. Значи, донесете го кај мене, одговорноста и на тој што се моли, и кога некој ќе замине за кратко, ќе му се случи промена, знам дека следниот пат ќе биде полошен. Линијата веднаш може да се повлече. Ама ако не сака да слуша, јас сум им рекол, ќе направиш 50 години, проблемот што го имаш ќе ти биде тогаш толку тежок, што ќе немаш веќе ни срце да повикаш ни глас кон Исус. Јас ќе бидам сведок и ќе ти кажам и ти си заминуваш, не слушаш. Го носа, значи, духот се стресе, падна со пена, Исус го прашува татко му колку време се случува за да ти покаже дека нема проблем. Ние имаме случај, муслиманка, кога зборувавме тоа, во количка, пробува се, оди на крај во Мека, не се исцелува,
крикнува, се вика книгата тамо заборавениот вел, и слегува Исус, се исцелува, станува од колечка после 20-30 години, оди цело семејство се разбуди, кој те исцели Исус, и тие велат само не кажувај дека Исус те исцели, терај. Таа зборува за Исус, таткото сака да ја убие, бега и така натаму. Го имаме тој момент, секогаш може да се случи нешто. Напи, таткото одговара од детството за да покаже дека нема логика од кога се случува. Тоа не значи ништо за него. Се е можно за оној кој верува. Духот го фрла во оган, вога да го погуби. Исус му вели, ако можеш да поверуваш. Има неколку препеви. Се е можно за оној кој верува. Ова ако го ставиш и се спатиш за тој стих и не го пушташ. Се е можно, се може. Се да се создаде нематеријално, зашто зборот создава. Таткото извикува, верувам Господи, помогни му на моето неверие. Барем е искрен. Помогни ми. А ти му викаш, ти треба вера, имам вера. Ако имаш вера, зошто не се исцелуваш? Словото не лаже. Словото не се враќа празно. Словото е делотворно, тоа се исполнува. Ако веруваш, ти ќе се исцелиш. Само ако не си цареник и фарисеј и ако си возрасен, не се исцелуваш. Бидејќи ти си имаш своји идеи. Ама вака, ако биде така, и сега ние имаме такви теории, што ќе биде кога ќе дојде Исус, па раскажуваат какво ќе биде Царството Божјо, какво ќе биде, кој ќе биде. Едни мислат дека ќе ги фрли на некоја планета замрзнат, една деноминација. Видите, не се занимавам воопшто со тоа, не можеш да го разбере. Ти можеш ли да ми го објасниш духот што е? Ајде објаснете што е тоа дух. Ние не го гледаме, а тие не гледаат. Ние сме ограничени, пазете. Исус вели да читатко, ако можеш да веруваш, се е може за оној кој верува. Марко 9:23, таткото извикува, верувам Господи, помогни му на моето неверие. Овие луѓе не го познаваат Исус. Значи зборува за луѓе кои од срце повикуваат, за да бидеш син Божји, да бидеш дете кој повикува. Не велат Исус се исцелиме. Вика слепиот Исус е сине Давидов, се расчу тоа откако го воскресна Лазар. Аме има еден Исус го воскресна Лазар, тогаш сите поверува и тогаш решија да го убијат. Бидејќи ќе им ја земе славата, ќе се види дека нивната црква е мртва. Нема никакво состојба. Исус вели, духу нем и глув, јас ти заповедувам, излези од него и не се враќај повеќе. 9:25. Тој вели и јас, бидејќи тие знаат кој е тој, духовните сили знаат дека тој син на семокниот Бог, го гледаат, а ние велиме, ти можеш да речеш така, ако си комплетно во Исус, исполне да речеш, јас ти заповедувам, излегувај. Ние не велиме во името на Господ Исус Христос, излегувај, и ако си во вера и син Божи, ќе те послуша, ако е неговата волја, некогаш, како што вели, не положувај раце пребрзо. За некои луѓе не знаеме што е покажано, не знаеш ако не те води духот, дали е дете или пораснат, дали е цареник, фарисеј и така натаму. Значи момчето се затресе, беше како мртво, Исус го фати, го исправи, тоа стана. Учениците го прашува зошто ние не можеме да го исцелиме. Ова сакам да го обработиме. Важен момент. Зошто не можеме? И ние зборуваме како да бидеме 9:28, Исус ми вели, овој род со ништо не може да се истера. И ако ја ставиш тука точката, ќе го читаш погрешно, освен со молитва и пост. 9:29 во овој препев, а во Гидеони го нема пост, освен вели со молитва. И тоа не е добро. Значи овој две демони може да се избркаат само со молитва. И не е добро. Ние баш го имавме тој момент на овој од Перт, неговиот даскал, што го вика, беше на една наша служба во Скопје. Тогаш беше Цвезда, ако се сеќава, и вака добро делува човекот, он дошол до некоја, како да речеме, скршнување, паднал готово да пропаѓа, да умире, рекол, ако те има Господи, и вели дека му се јавил Исус, и еве го уште живее, поминати се од тогаш 15 години, но често има операции, состојби, значи не е стабилен, и пишува книга за Господ, и, например, кој ќе ги прашав, зборуваат јазици двајцата, ама зошто славите Богородица кој зборите јазици? Ако ти го родила, гледаш дека тука
во овој филтер кога ќе дојде духот, мене Исус ќе го прослави дека тука нешто не е во ред, дека е крив дух и етеа целата состојба. И тој тогаш велеше не треба пост зашто да се пости. Се сеќаат Звезда, ако се сеќа, јас тогаш се наутив, духот ми е, може би му подвикнав малку како не треба да се пости. Кога ќе се случува трагедија, сегде се вели на 100 места и сечете ги косите, повикајте на пост и молитва на площадите. Тоа е поентата. Што значи тоа? Значи овој род може да се истера само со пост и молитва, ќе го отвориме. Имаме род безверен, да не бидеме тоа, имаме обземен човек, имаме Исусови ученици кои немаат сила да изгонат нем дух. Нем дух значи и дух што ти забранува да сведочиш за Исус. Те прави немтор. Немтор, не си излегол да речеш Исусе да викаш на цел глас. Имаме татко кој вели помогни му на моето неверие, пазете, искреноста е важна. Помогни му. Во Гидеони вели ако можеш, те молам, смилувај ми се и помогни ми. 9:23 Исус му вели зошто велиш ако можеш? Значи ако сакаш Господи, ако сака Господ, те молам исцели ме, а состојбата кога ќе се патиш до него, само ако се допрам по висока степен, ќе се исцелам. И тогаш се случува сигурно. Без разлика дали го познаваш Исус или не. Значи нема ништо невозможно за оној што верува. 9:23 таткото одговора верувам, но помогни ми да не се сомневам. Мораш да бараш. Дај ми Исусе, помогни ми. Тоа е континуирана потреба. Ние имаме големи Христови сведоци, слуги кои пишувале книги, кои имале служба на исцелување, не нарекува. Значи исцелувањето е донеси го кај него. Рековме зошто не може да го исцела. Секогаш тие долго години се молеле во пост и молитва да примат сила. Тој жеднел за тоа, кога му созреало срцето ја прима силата. И сега, се е можно ако не се сомневам, за оној кој верува, верувам, помогни ми да не се сомневам, неверие, блокирање, прекинување на исцелителната сила. Род безверен сме ние кога сме без Исус. Пазете, таткото кој има неверие, одговорот е како се истерува тој род демонски со молитва и пост. И сега ние ќе речеме што е тоа? Што е тоа? А тие не можат да го исцелат секако, бидејќи немаат дух. Ние сега знаеме, апостолите, иако одеа со Исус, немаат дух. Духот слезе од како Исус воскресна, 50 дена беа собрани на едно место. Молитва и пости ти се потребни, да видим овде што е слезено, духот да те држи поврзан. Значи ти се молиш континуирано, татко помогни ми, Исусе помогни ми, по постојана врска си, не ја прекинуваш врската, не ти доаѓа светот да те оттргне, нели постојано си во врска, татко сега што да направам, Исусе помогни ми 24 часа, кога вели бидете будни, молете се, на почетокот им рече, секогаш да се молат, за да не паѓаат со духот. Татко Исусе повторуваш, додека духот не почне да функционира. Значи, постот значи да се откажеш од овој свет, да се испостиш, значи да се сосредоточиш на духовна храна. Јас имам храна што вие не ја знаете, не си зависен од тело, од светот, зависен си само од Исус. Тоа е молитва и пост. Тоа е практично состојба во која му дозволуваш на духот да се насели. Кога ти жеднееш, кога си дете кое жеднееш да влезе духот, да те наполни Исус, да те научи. Тоа е целата суштина. Апостолите сега рековме немаат сила, не е 50-ница, Исус не е прославен. Посте умртвување, контрола на телесниот дел од нас наспроти духовниот човек и оживување, давање на предимство и сила на духовниот, да се нахраниш, нахранување на телесниот човек со храна, која ние не ја знаеме. Исус што вели, мојата храна е да ја исполнувам волјата на оној, на таткото што ме прати. Тука се тие моменти, пост и молитва се битни. Да се одврзеш од светот, да ја примиш силата си во дух, да се нахраниш во духот, да пораснеш во силата на љубовта. Затоа тој вели да се молиме да не паѓаме со духот, но мора да бидеме деца за да не остави тој. Некогаш не остава некоја заедница, некогаш ангелите треба да те донесат
да бидеш дете кое сака да учи. А ако пораснеш, ти си имаш своји ставови, ти си наполнет со знаења, со цитати, со техники, со обреди, ти си тогаш царинник, фарисеј, садукеј и нема да влезеш, значи, кој нема да го прими царството Божјо како дете? Како дете, ние сме деца на небесниот Отец, тој нема да влезе во него. Ова може да се поравни со оној стих, ви се остава пуст вашиот дом за секогаш, 3 точки, се додека не кажете сакам да видам Син Божи, дете, благословен е оној што дојде. Го отварам срцето, татко, да ме подсети дека имам татко, бидејќи ти самиот не можеш. Зошто е тоа така? Тој знае. Тој знае што има во секое срце. Тоа е таа суштина што треба да ја научиме. Значи со пост и молитва, и ти кога си во него во единство во пост и молитва постојано, ти тогаш имаш сила и знаеш дали треба, тој ќе ти каже, ќе разбереш знаците, да положуваш раци и да исцелуваш, се разбира, не одбиваме молитва, но мораш да му речеш доведете го, кај беше тој стих, кај, затоа вика, зошто е проблемот, о роде безверен, доведете го кај мене. Не исцелуваат тие, и тоа е и друга порака. А ти мислиш тоа е исцелителна служба, па си наплаќа уште тоа, па кога ќе ти дојде касата и сметката, ти ќе видиш колку време ќе треба да ја отплаќаш тоа со генерации на рати. Значи, доведете го кај мене. Дали јас го доведувам човекот до Исус? Тоа е поентата на нашето собирање. Ние сме овде собрани и тој зборува. И ние ја примаме неговата сила. Да бидеме деца, да бидеме негови ученици, вистински негови ученици, нели словата да останат во мене, да му дозволам на Духот да ме роди, промени, исцели, возобнови. Но морам, значи, како што рече тој, на оние што беа уверени за себе дека се праведни и ги презираат другите, да не бидам таков, им ја кажа ова парабола, друга парабола, секогаш да се молат да не паѓаат со Духот. Да не паѓаме со Духот, да мислиме дека во телото можеме нешто да направиме. Телото е потрошно, ако го напнеш премногу како автомобил што се расипува, одиме ние на мајстори. Прошло времето. Ќе смениш дел, па уште еден дел и после не може веќе. По извесен период го фрлаш, така ќе биде и со телото. Телото се посадува во земја, а ние душата со Духот ќе застане пред семокниот Татко. Ти благодариме, Господе Исусе Христе, што ги излеа овие слова и ние сакаме да бидеме деца Божји, на небесен Татко, во сила да живееме, во силата на љубовта и да изрекуваме се можеме со Исуса Христа, кој не крепи, да ги носиме луѓето до Тебе, да бидеме светила на светот, да бидеме Твојата светлина. Те сакаме, Господи Исусе Христе, и Твојата љубов која никогаш не престанува. Амин. Амин. Сега ќе испееме една песна, па ќе влеземе во молитва за сите еден по еден, да примиме дух и сила по водство на Таткото Небесен Исуса Христа. Ајде, Манде. Која песна сакате? Ајде, радувај се. Кој број? 10. Ајде. 10. 10. Радувај се. Радувај се. Радувај се, радувај се, радувај се, чедо Божје. Радувај се, радувај се, во Исуса укрепни се. Љубов моја, сила моја, душа твоја во мене. Љубов моја, сила моја, душа твоја во мене. Радувај се, возлюби ме, љубов моја во тебе. Радувај се, научи се да простуваш.
obožavaš i ljubiš se. Radost moja, ljubav moja, duša tvoja vo mene. Radost moja, ljubav moja, duša tvoja vo mene. Aleluja, aleluja, slava tebe, Gospode. Aleluja, aleluja, slava tebe, Isuse. A možeme li sedmicu, ta nismo pjevali tam, ne? Kje je blizene v moj... A? Koja? 15-ka? Ajde, koja je 15-ka? Ajde, kolena preklame. Ne. Ta ne je umrena? Ajde.